Коалицијата О2, таа што се бори за чист воздух, поднесе кај вас предмет. Вие прифативте дека ќе расправате и ќе го гледате предметот за одлуката на Уставен суд, која е во врска со привременото ставање на акта на мораториумот за градење во општина Центар. Од тоа што како јавност можевме да го видиме, јас не можам сосема известно да препознам на кој начин ќе делува антикорупцијската комисија, кога имаме во предвид правото на уставните суди да се изјаснат, вклучително и динамиката според која тие одлучуваат што ставаат на дневен ред и кога. Како ќе ја сместите ова истрага за одлука на Уставниот суд? Па знаете како се, тука има повеќе елементи. Уставните суди се тие кои ќе треба да одлучат дали ќе ја прифатат или нема да ја прифатат иницијативата. Иницијатива од ваков тип е поднесена до Уставниот суд не прв пат. Претходен пат таа е одбиена, сега е прифатена. И тоа прифатена е кога бизнисмените, односно инвеститорите ја поднесуваат, комората на градежните... Двете комори ја поднесуваат. Значи, тука веќе ни се пали црвена сијалица, дека од некој кој што остварува голем профит поднесува иницијатива до Уставниот суд и Уставниот суд веднаш ја прифаќа иницијативата. Наше е да провериме. Така? Како ќе проверите? Што ќе проверите? Ќе провериме дали постои влијание или не постои влијание. Како ќе проверите? Коруптивно. Па сега не можам ја сите работи да ги откривам. Не се обидувам и јас не знам за тие посебни што би ги правеле. Добро, се имаме начин. Јас се обидувам да препознам. Имаме наши механизми. Значи, што е тоа што Уставниот суд го натерало да ја прифати иницијативата за да задоволи потреби и интереси на одредена група луѓе, а да не го почитува членот 8 од Уставот, каде што се дефинирани правата, човековите права на сите граѓани. Еве едно прашање. Ајде да видиме. Значи, ми се чини Уставниот суд ќе ви одговори дека секогаш постапува по иницијативи кои што треба да задоволат некаков интерес. Добро. Се обидувам само да бидам љубопитна колку е тоа тешко. Сите ние би сакале ова да заврши со добар епилог, но велат кога ќе тргнете во правните можности тоа да го завршите, можеби веќе на првиот чекор ќе наидете на зид. Еве добро да тргнеме во правните можности па да видиме до кај ќе стигнеме. Значи да заклучиме, вашиот мотив е дека брзината со која постапува Уставниот суд по оваа представка на двете комори вас ви индицира дека Уставниот суд постапува брзо, да предпоставиме, затоа што тоа е директен интерес на некој од членките во коморите, бидејќи симнувањето на мораториумот за градење ќе овозможи во тој еден месец да се завршат поголемиот дел од работите околу градежните дозволи. А во друг случај... Тоа е случај... добриот превод на работите? Па до пола. А во претходниот случај, истиот тој Уставен суд не ја прифаќа иницијативата за иста таква одлука. Добро.